Сообраќаен буквар. Сите сообраќајни знаци се важни и имаат свое значење. Тие се важни за сигурноста на сите учесници во сообраќајот. Познавањето на сообраќајните знаци е од големо значење за безбедно и брзо да се снаоѓаат учесниците во сообраќајот. Тие се нашите неми водичи, а ни ги даваат потребните информирања, предупредување на опасност на патот и потсетници на забраната. И насекаде можеме да ги препознаеме, затоа што јазикот на сообраќајните знаци е разбирлив за сите. И многу е важно да ги чуваме сообраќајните знаци, затоа што тие се наши безбедни управувачи во сообраќајот. Еве и показно ќе се запознаеме со дел од нив. Знаците за опасност ги предупредуваат учесниците во сообраќајот за опасностите што им се закануваат на одредени места на патот. Тоа е рамностран триаголник, чија основна боја е белата, рабовите се со црвена боја, а символите се со црна боја, но има и отстапувања кај некои знаци. Опасност на патот значи дека се предупредуваат сите учесници во сообраќајот внимателно да се движат по патот и со тоа да ја зачуваат безбедноста на сообраќајот на патиштата. Деца на патот е знакот со кој се предупредуваат возачите дека во близина има училиште или пак градинка, да внимаваат, да ја намалат брзината и полека да ја минуваат улицата каде што децата се во постојано движење. Обележан пешачки премин е знакот со кој се предупредуваат учесниците во сообраќајот да внимаваат и да ја намалат брзината, затоа што во близина има пешачки премин, каде што пешаците мора безбедно да ја поминат улицата. Знаците за изрични наредби означуваат дека сите учесници во сообраќајот мора да се придржуваат кон изричните забрани, ограничувања и обврски. Знаци за забрана во најголем дел имаат форма на круг, символите се со црна боја, а рабовите се со црвена боја. Погледнете, ова е знакот за забрана на сообраќајот за велосипеди. Тоа значи дека не смеете со вашите велосипеди да се движите на местата каде што ќе го видите овој знак. Ова е знакот што изрекува забраната за запирање и паркирање. Сигурно веќе го препознавате знакот стоп, кој што нема кружна, туку има осумаголна форма и буквите се со бела боја. Изречената наредба е задолжително запирање. Знаци за обврски и ограничување се знаци чии символи се испишани со белата боја, а основата им е во сината боја. Да се запознаеме и со некој од нив. Патека за велосипедисти и пешаци значи дека е дозволено на патеката да се движат само пешаци и велосипедисти. Задолжителна насока е знакот со кој се дозволува свртување само во правец каде што е насочена стрелката со бела боја. Најмала дозволена брзина. Тоа е знакот кој што покажува дека на патот е дозволено учесниците во сообраќајот да се движат со најмалата брзина што е изречена со бела бројка на кружниот син знак. Тука се и знаците за известување. Тие имаат за цел да ги известат учесниците во сообраќајот за патот по кој што треба да се движат, да известат за имињата на местата, за престанување на важењето на знаците за изрични наредби, како и за други известувања, што се од голема важност за безбедноста во сообраќајот. Нивните форми се различни, може да ги сретнете во форма на круг, квадрат или правоаголник. Болница. Ова е знакот што ќе ви извести дека во близина има болница. Знакот обележан премин за велосипедска патека ви известува дека во близина ќе наидете на велосипедска патека каде што ќе можете безбедно да се движите со вашиот велосипед. Завршеток на пешачка патека е знакот кој ќе ви извести дека наскоро завршува пешачката патека. Најважно во сообраќајот е да се почитуваат правилата. Од правилата учиме. Сообраќаен буквар.